Без конкретни законски мерки и без дополнителни објаснувања, моменталната власт шири дезинформации и го манипулира населението, потенцираа денес пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Неоспорен е фактот дека се навикнавме на празни изјави на Заев, па и оваа власт не се доживува како нешто сериозно и нешто кое би се случило во блиска иднина. Најновата мерка која Зоран Заев ја соопшти на јавноста, поврзана е со државните пензии, само ги дефокусира граѓаните од реалните државни проблеми со кои се соочуваме. Граѓаните се во бројни недоумици затоа што Заев во ниту еден момент не ги кажа условите за добивање ваков вид социјален надоместок. Од овие причини, од СДЦ бараме да одговорат на следниве прашања. Дали овие средства ќе се исплаќаат од буџетот на Република Македонија или преку системот на пензиско и инвалидско осигурување? Какви финансиски импликации би предизвикала ваквата мерка врз буџетот на Република Македонија или врз буџетот на ФПИО во зависност од тоа кој ќе ги исплаќа овие средства? Дали нема да се сруши начелата на генерацијска солидарност на кој се заснива нашиот пензиски систем? Дали со ваквата мерка нема да се наруши уставно загарантираната еднаквост на граѓаните? Дали се знае бројот на граѓани кои ќе имаат право на ваков надоместок? Дали, доколку некој располага со голем имот и со парични средства во банка, а нема ниту еден ден работен стаж, ќе биде опфатен со оваа мерка? Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН нагласија дека владата пред избори ветуваше, но ниту еден граѓанин ги нема почувствувано бенефитите од нејзината работа. Оваа мерка е уште едно популистичко замајување на јавноста со цел да се скрие неспособноста на моменталното раководство. И станува очигледно дека животот во Македонија е само голо предизборно ветување.